Атентаторски акции на прво место. Жртвите нема зошто да не плашат. Рековме слобода или смрт. Сосема без жртви ништо не може да се добие. Немало да биде хумано. Ама има ли некој да е хуман кон нас? Секој ги заштитува своите интереси, та и ние треба да ги чуваме своите интереси. Васил Чакаларов. Атентатите на ВМРО, кои биле насочени кон представници на српската и бугарската власт во периодот меѓу двете светски војни, предизвикале страво почит на балканските држави кон неа, додека меѓународната јавност ја сметала организацијата како единствен фактор со кој се поистоветува екзистирањето на македонското прашање. Атентатите на ВМРО оставија траен белег во македонската историја и одбележа едно бурно време исполнето со мирис на барут, кој се закануваше да предизвика нова војна во Европа, војна заради нерешеното македонско прашање. Тајните дипломатски извештаи и преписки, како и насловните страници на европските весници, беа исполнети со пребројување на жртвите кои паѓаа покосени од атентаторите на ВМРО. Револверските истрели и бомби на ВМРО го реметеа кревкиот версајски систем на граници, кој уште еднаш неправедно и безмилосно исцрта нова поделба на македонската земја. Во периодот помеѓу двете светски војни, нерешеното македонско прашање станало главен фактор на нестабилност на Балканот и особено во државите кои имале под своја власт делови од Македонија. Најактивна во барањата за решавање на статусот на Македонија била македонската емиграција во Бугарија, но и македонците во Пиринскиот дел од Македонија под бугарска власт. ВМРО автономистичка била организација која дејствувала како нелегална и во својата организациона база го претворила Пиринскиот дел на Македонија. Начинот на дејствување на ВМРО биле вооружени комитски чети, но и индивидуален терор, а поради целите што си ги поставила, создавање на автономна или независна Македонија во етнографските граници, се почесто борбата ја префрлувала и на територијата на Македонија во состав на кралството на СХС. Своето атентаторско дејствување ВМРО како организација го насочила против представници на српската власт во Вардарска Македонија, што се наоѓала во рамките на кралството СХС. Навистина најголемото внимание на ВМРО било насочено токму кон терористичко и атентаторско дејствување во овој дел на Македонија. Со повеќе окружни писма, циркуларни писма, тајни писма, Тодор Александров уште во 1920 година најавил дека организацијата ќе се пресметува со представници на српската власт и со српските колонисти кои што ја населувале Вардарска Македонија под српска власт. Луѓе кои што се фактички двигатели на таа политика за посрбување на населението во Македонија и честопати дел од овие атентати се фактички жртви на тие атентати се срби фактички. Луѓе кои што се представници на таа српска власт овде и кои што го спроведуваат тој терор. Тие акции или атентати биле насочено главно
на воените и другите административни објекти, тогаш на кралството на србите, хратите, словенците. Понатаму, тие акции индивидуални пред се били насочени кон окупаторските власти и сите они кои што спредувале таа власт во Македонија, како што биле офицерите, жандармите, административните чиновници. При тоа, организацијата извршувала исто така поединечни атентати, односно не им простувала на предавниците на организацијата, на шпионите, односно на сите оние кои што, како што реков, не само што ја спроведувале таа денационализација, асимилација на македонскиот народ, значи од страна на српските власти, туку и на сите оние кои што на некој начин работеле околу предавството на организацијата, како што биле голем број на шпиони и разни други предавници. Ваквата тактика на ВМРО, Македонија под српска власт се претворила во подрачје каде се водела вистинска војна помеѓу комитските чети и терористите на организацијата од една страна и српските жандармериски и војни сили од другата страна. За извршувањето на ваквите поединични атентати, ЦК на ВМРО во 1923 година додели посебна таблица за награда, значи на оние членови на организацијата кои што ги извршувале ваквите подвизи во елиминирањето на не само на оние членови припадници на српската власт, туку и на сите оние предавници на организацијата, а тие награди пред се однесувале парични награди, награда во вид на подарок на оружје, пред се на револвер, двоглед, саат, исто така и парични награди, не само на самиот извршител на делото, туку и на неговото семејство. Властите на кралството на СХС во Македонија концентрирале околу 12.000 жандарми, од кои најголем дел биле распоредени во Бергалничкиот округ, од каде доаѓала најголемата опасност поради близината на границата. Големите комитски чети биле карактеристика за ВМРО до убиството на Тодор Александров. По убиството на Тодор Александров од 1925 година, веќе со доаѓањето на чело на ВМРО на Иван Михайлов, тој ја сменил војната тактика на организацијата, имено увидувајќи дека понатаму не може да се действува со големи чети, бидејќи тогаш брзо биле откривани од војните власти на кралството на србите, хратите и словенците. И тој оваа војна тактика ја сменил во смисла формирал еден посебен институт терористички групи, кој што овој институт Иван Михайлов не само што го разработил, туку и го усовршил, со тоа што во секое поголемо место биле формирани вакви терористички групи, односно тројки и петорки, за извршување на поединечни атентати на одделни представници на српската власт, кои што исто така можеле брзо и ефикасно да избегат од местото и да се префрлат во Бугарија. Први на удар се нашле геостратегиски објекти на српската држава во Македонија под српска власт, како што биле мостови, железнички пруги, објекти каде што се собирале представници на големосрпската власт, места каде што се движеле луѓе за кои што ВМРО имала сознание дека се предавници, шпиони. Навистина такви атентати се извршени во голем број кон крајот на 20-тите и почетокот на 30-тите години. Најмногу на удар на терористичко дејствување била железничката пруга Скопје-Гевгелија.
Во 20-тите години, ВМРО во моментите кога се обидувала да ја затврсти мрежата во Македонија под српска власт и се заканувале неколку провали од поранешни нејзини членови. Михајло Каламатиев од Штип бил поранешен член на организацијата и добро ја познавал структурата и членството во Штипско. Неговата соработка со српската власт започнала да ги загрозува интересите на ВМРО во овој дел на Македонија. Раководството на организацијата решило да ја изврши ликвидацијата врз Михајло Каламатиев и неколку други македонци кои имале интензивни контакти со властите во Штипско. На 22 октомври 1922 година атентатори на ВМРО го застрелале Илија Хадживасков, трговец од Штип кој им подлегнал на раните и починал во неговата куќа, додека Каламатиев бил ранет во вилицата. Михајло Каламатиев успеал да го преживее атентатот и покрај тежината на повредата и започнал да ја открива локалната мрежа и членство на ВМРО во Штипско под српска власт. Каламатиев лично ги посочувал членовите на ВМРО, при што биле затворени голем број луѓе под обвинение за антисрпска дејност. Набрзо станал прв човек на така нареченото Сдружение за борба против бугарските бандити со седиште во Штип, кој имало задача да се бори против четите на ВМРО. При тоа организацијата исто така мощно и ригорозно се однесувала кон сите предавници, односно сите оние кои што иштетени на организацијата, и при тоа исто така биле жестоко казнувани не само со парична казна, туку и со тепање, од 3 до 50 тојаги, па и физичко ликвидирање. На 30 јули 1924 година, среда, бил обичен пазарен ден во Виница. Во малото градче имало неколку илјади пазарџи од Штипско, Кочанско, Кратовско и други помали места во источна Македонија. Низ масата луѓе незабележливо оделе тројца атентатори на ВМРО, кои биле облечени во селска носија, додека во појасите носеле револвери и бомби. Нивна цел на тој мирен пазарен ден бил Мите Соколарски Суџукаро, поранешен член на ВМРО, во тој момент во српска служба. Веднаш штом го забележале, еден од атентаторите истрелал 8 куршуми кон него кои смртно го погодиле, додека останатите двајца фрлиле уште 2 бомби кои го распарчиле Суџукаро. Потоа, атентаторите се упатиле кон излезот на Виница, каде ги чекал четвртиот член на групата, кој во меѓувреме го ликвидирал Илија Стојменов, осомничен и обвинет од раководството на ВМРО дека соработувал со локалната српска власт. И покрај сите преземени мерки на српската власт во Македонија, ВМРО не се откажувало од атентати на луѓе за кои таа се сомневала дека соработувале со српската жандармерија и како такви биле потерџии против четите на организацијата. Во таа група, раководството на ВМРО ги вбројувало и македонските федералисти, кои представувале конкуренција и соперничка организација на теренот на Македонија под српска власт. За таа цел, Централниот комитет на ВМРО со окружно писмо од 10 август 1924 година им посочил на своите членови дека се активираат смртните пресуди на доктор Филип Атанасов, архитект Никола Јуруков, Славе Иванов и Стојан Мишев, кои биле прогласени за орудие на поранешната бугарска земјоделска власт и српскиот крал Александар Караѓорѓевиќ, но и на председателот на владата на кралството на СХС Никола Пашиќ. Во окружното писмо се истакнува: бидејќи се дознава дека сега доктор Атанасов, Славе Иванов со други подобни влегле во Македонија како платени туѓи орудија со цел да ја делат ВМРО, се поканувате во исполнение на смртната пресуда, согласно забелешката на член 252 од правилникот, за да земете најрешителни мерки, за да бидат по секоја цена казнети со смрт. Ваквата децидна наредба, подпишана од Тодор Александров, представувала сигнал за поопсежни планови за ликвидација на дел од федералистите, од кои поголем дел биле поранешни членови на ВМРО, а дел од нив и соработници на српскиот режим во Македонија. Се подготвувал план за ликвидација на Стојан Мишев, еден од поранешните најдобри соработници на Тодор Александров и човек од доверба, кој познавал голем дел од тајните на ВМРО. Таквата ситуација создавала опасност Стојан Мишев пред српската власт да издаде голем дел од организационите тајни. За извршување на смртната казна, во Штип бил испратен атентаторот Кирил Глигоров Келешов, кој добро ги познавал приликите, бидејќи тоа бил и негов роден град.
Инаку Келешов потекнувал од сиромашно семејство и уште од млади години го напуштил родниот Штип и заминал во Бугарија. Откако се приклучил во редовите на ВМРО, уште додека бил жив Тодор Александров, му било соопштено дека на него паднал изборот да го ликвидира сограѓанинот Стојан Мишев. За таа цел бил прикриен во домот на некои негови пријатели и со сумата пари од ВМРО обстанувал и го чекал сигналот од Централниот комитет за да го изврши атентатот. Во меѓувреме се случило убиството на Александров и Келешов ја изгубил врската со организацијата. По известно време Кирил Глигоров Келешов заминал во Штип и пред српските власти, кои со сомнеш гледале на секој вратен македонец од Бугарија, изјавил дека таму заминал да заработи нешто, но се разочарал и затоа се вратил дома. Српската власт го следела известно време, но откако се вработил во една кафеана, поради поминатото време и немањето никакви сомнителни активности, бил оставен на мир и воопшто не бил обезпокојуван. Тоа му овозможило на атентаторот непречено да се подготвува за акцијата за која бил избран. Келешов го следел движењето на Стојан Мишев и откако ја проучил линијата по која секојдневно поминувал, решил да действува. На 30 декември 1924 година, околу 12 часот, Кирил Келешов го застрелал Стојан Мишев пред прагот на неговата куќа и со тоа ја исполнил наредбата и смртната пресуда од Централниот комитет на ВМРО. Атентаторот Кирил Глигоров Келешов бил изведен пред суд на 25 мај 1925 година. Келешов имал 20 години и според српското законодавство бил малолетен, поради што се очекувало дека нема да добие максимална казна. Но под притисок на локалната српска власт во градот Штип, судот му изрекол смртна казна. На 30 август 1925 година Кирил Глигоров Келешов бил екзекутиран со стрелање. По убиството на Стојан Мишев, ВМРО се обидела да изврши атентати и ликвидации и на други повидни македонци кои стапиле во српска служба. Така, например, во случај со еден член организацијата, познатиот Илија Пандурски, кој што од 1924 година се отклонува од организацијата, преминува на таа федеричка струја на организацијата и извршува бројни предавства на самата организација, не само на српските власти, туку и на бугарските власти. И тогаш организацијата не само што физички го ликвидирала, туку и го конфискувала неговиот имот, кој што тогаш тој во голема мера заради овие предавства го финансиски го зголемил овој имотот. 26 јули 1926 година бил убиен Хаџи Поповиќ, уредникот на српскиот весник Јужна звезда во Битола. Тој претходно многу пати бил предупредуван од ВМРО за неговата активност која одела во полза на српските интереси и српската окупација во Вардарска Македонија. Во еден период му било дури и понудено преку тајни канали на организацијата да замине за Бугарија, но Поповиќ наместо да го прифати овој предлог, покрај тоа што го одбил, дури отишол до кај српскиот жупан во Битола и му го пренел овој предлог од страна на ВМРО кој му бил доставен. Српскиот жупан му кажал дека воопшто нема потреба да стравува за својата безбедност и дека ќе биде безбеден во Македонија под рамките под власта на Србија, но сепак доаѓа до убиство на главниот уредник на весникот. Во периодот од 1926 до 1929 година, ВМРО го засилила терористичкото и атентаторско дејствување во Македонија под српска власт. Како цели на атентаторско дејствување се јавиле и објекти пред се кафеани каде што се собирале српски офицери, најчесто во придружба на нивните жени, љубовници, девојки и каде што неретко гостувале српски пејачки од Србија. При такви неколку атентати во Кочани, во Штип и во Струмица биле ликвидирани неколку десетици офицери, војници, но и сосема случајни некои минувачи кои што во моментот се нашле во кафеаната додека бил извршуван тој атентат.
Но неколку атентати посебно го обрнале вниманието на српската општествена јавност, а може да се каже и на европското јавно мислење. Во текот на 1927 година, атентатите на ВМРО се насочили кон железничките линии во Македонија под српска власт. На 27 март 1927 година, членот на Централниот комитет на ВМРО, Иван Михајлов, предложил еден ризичен план на Александар Протогеров да се нападне возот во кој се наоѓал кралот Александар Караѓорѓевиќ и кој требало да помине низ Македонија по железничката линија Скопје-Гевгелија. Тогаш се раздвижили агентите на српската државна безбедност кои што предупредувале дека можно е да се направи некаков обид да биде дури ликвидиран југословенскиот крал Александар Караѓорѓевиќ. Интересно е тоа што неколку дена пред да дојде Александар Караѓорѓевиќ во официјална посета на Гевгелија, како што се планирало, околу Гевгелија започнале да се извршуваат голем број на атентати. Првин атентаторски тројки на ВМРО ги нападнале воените магазини во градот Гевгелија. Се слушнале силни детонации во текот на тие денови. Понатаму и го нападнале складиштето на железничката станица во Гевгелија, а се обиделе, но биле спречени да ја минираат и железничката пруга во близина на станицата. Потоа, тие денови додека се очекувало доаѓањето на кралот Александар Караѓорѓевиќ, се слушале детонации често и по улиците на градот Гевгелија. За едно мало градче како Гевгелија тоа било навистина една чудна појава. Атентаторско дејствување речиси секој ден. Поради тоа, со својата композиција со возот, Александар Караѓорѓевиќ престојал во Гевгелија само неколку минути и веднаш го напуштил градот. Значи, ВМРО ја постигнала својата цел и го оневозможила доаѓањето на југословенскиот монарх во овој дел на државата. Овие напади на железничките линии, кафеани, жандармериски станици, мостови биле вовед во еден атентат кој се заканувал да ја наруши регионалната безбедност на Балканот. На 5 октомври 1927 година, приквечер, околу 18 часот и 40 минути, пред портата на куќата во која живеел со своето семејство, во Штип бил извршен атентат врз бригадниот генерал Михајло Ковачевиќ. Атентаторите биле Ипокрит Развигоров, Илија Лилинков и Благој Кралев. Веднаш по извршувањето на атентатот, Благој Кралев бил фатен, додека останатите двајца атентатори успеале да го напуштат градот и побегнале во правецот на планината Плачковица. Интересно е што веднаш започнале испитувања и истражни поставки врз Благој Кралев за да признае кој го наредил убиството врз високиот српски офицер. Тој бил бригаден генерал, не бил случаен човек во српската војска. Додека се водели истражните постапки против Кралев, двојката а други атентатори Лилинков и Развигоров се обиделе да се пробијат низ источниот дел на Македонија и да побегнат кон Бугарија. Но на Плачковица биле предадени од некои локални овчари, при што настанала престрелка со српската жандармерија и двајцата атентатори на крај самите си ги одзеле своите животи, со последниот куршум и последната бомба. Благој Кралев бил осуден на смрт со стрелање, но тука српската власт нормално дека не застанала. Како личен чин на одмазда, таа наредила убиство на братот и таткото на Ванчо Михајлов. Токму во октомври, неколку дена по атентатот врз Ковачевиќ, на мостот во Ново село биле ликвидирани Миши и Христо Гаврилови, татко и брат на водачот на ВМРО Ванчо Михајлов. Роднините на атентаторите веднаш биле затворени, измачувани, тепани, некои од нив биле ликвидирани без судење, но некои од нив биле осудени или на долги години робија, или им биле извршени смртни казни заедно со Благој Кралев. Кралството на СХС и неговите безбедносни служби укажувале на тоа дека стабилноста на државата била сериозно нарушена со атентатите на ВМРО. Во извештајот на Чехословачката амбасада во Софија до Министерството за надворешни работи во Прага од 16 октомври 1927 година се упатувале алармантни вести, во кои меѓу другото се велело:
Кризата ќе избувне веднаш штом белградската влада посека да бидат уапсени определени лица, главно Иван Михајлов. Последниот е душата на комитетот и организатор на последните атентати. Сега Протогеров е со помала важност. Атентатот врз Михајло Ковачевиќ се заканувал целосно да ја дестабилизира состојбата на Балканот. Веднаш по атентатот, Кралството Југославија целосно ја затворило границата кон Бугарија во делот кон Македонија. Тие отворено и се заканиле на бугарската влада дека заради тоа што сметале дека таа е одговорна за атентатот, ќе наредат навлегување на српската војска на бугарска територија и окупирање на неколку градови, како што бил градот Ќустендил, Горна Џумаја, Перник. Тоа биле остри воени ноти и тонови и закани кои што биле испраќани. Навистина тука морале да интервенираат и големите светски сили, пред се Англија и Франција, кои што ја притиснале Југославија, односно кралството на СКС, и ја принудиле да причека да се стрпи од вооружено дејствување. По повод атентатот врз бригадниот генерал Ковачевиќ, секојдневно двете држави си разменувале остри ноти на обвинувања дека едната или другата страна е виновна за атентатот. Особено на удар била бугарската влада на Андреј Љапчев, кој што инаку бил македонец по потекло. Тој со ништо не можел да им докаже на владините кругови во Белград дека Бугарија не стои за атентатот и дека таа не била моќна да го спречи убиството на генералот Михајло Ковачевиќ. Една непријатна ситуација која што траела неколку години, дури некаде 1930 година, односите помеѓу двете држави по повод ликвидацијата на Ковачевиќ привремено се подобриле. Во почетокот на 1928 година продолжиле атентатите на ВМРО во Македонија под српска власт. На одстрел се нашол правниот референт Велимир Прелиќ, кога организацијата го сметала за одговорен за судењата на членовите на младата македонска тајна револуционерна организација ММТРО. На 13 јануари 1928 година во Скопје во близина на мостот на реката Вардар бил убиен Прелиќ од страна на атентаторката на ВМРО Мара Бунева. Атентаторката му пришла на Прелиќ и од непосредна близина истрелала неколку куршуми кон него, пошто првин се обидела да побегне, но кон неа се стрчале некои случајни минувачи кои што сакале да го одземат оружјето, но таа во еден момент го истргнала револверот и си пукала сама во градите, па се обидела да скокне во реката Вардар. Но била спречена во тоа. Српската полиција веднаш ја уапсила ранетата атентаторка и ја однела на лекување и на понатамошни истражни дејствија. Велимир Прелиќ не починал веднаш, не им подлегнал на раните, туку бил однесен од случајни минувачи во Скопската болница. Веднаш биле повикани најдобрите хирурзи во Скопје, а подосна со специјален авион од Белград долетал и најдобриот српски хирург за прострелни рани. На Велимир Прелиќ биле извршени неколку оперативни зафати во обид да биде спасен неговиот живот, но по 2 дена поради тежината на прострелните рани на 15 јануари 1928 година тој починал. Атентаторката Мара Бунева била жива однесена во Скопската болница и се уште била контактибилна кога ја запрашале кој го наредил убиството. Врз Прелиќ таа рекла дека тоа е од името на ВМРО, поради тоа што Прелиќ учествувал во измачувањето на најдобрите македонски синови и младинци на ВМРО. Веднаш потоа починала, односно им поделегнала на раните. Српските истражни органи започнале интензивна истрага за атентатот врз Прелиќ, при што веднаш било установено дека Мара Бунева била по потекло од Тетово, но дека имала емигрирано во Бугарија. Зачудувачки податок за српската власт бил тој што атентаторката уште пред повеќе од неколку месеци дошла во Скопје, каде живеела под киријака и трговецот Ѓорги Хаџи Христов. Се представувала дека е шивачка и благодарение на тоа си создала голем круг на пријатели и слободно се движела низ градот.
Мара Бунева 9 месеци пред извршувањето на атентатот дошла од Бугарија во Скопје и станала шивачка, се поврзала со високите српски кругови, шиела фустани за српските дами во тогашно Скопје, се стекнала со голем број на пријатели и некои луѓе сметаат и некои историографи и историчари сметаат дека била блиска и дури се познавала и со самиот Велимир Прелич, што впрочем можеби и го олеснило убиството, бидејќи тој ја познавал. Можеби во моментите кога тргнала тој не бил свесен дека некој од типот на Мара Бунева, која што го знаела дека ќе изврши атентат врз него. Атентатот врз Велимир Прелич имал голем одглас кај локалното население, кое масовно заминувало на местото на настанот или во правец на болницата, за да се увери во вистинитоста на гласините кои се ширеле низ градот. Српските весници почнале на широко да пишуваат за атентатот и да изнесуваат бројни поединости околу тоа. Провладиниот весник Политика поразително констатирал дека неколку злосторници изгледа се посилни од милионската држава, алудирајќи на атентатите на ВМРО, кои не можела да ги спречи ниту моќната војно-полициска машинерија на кралството на СХС. Коментирајќи го атентатот во Скопје, лондонскиот весник Near East, меѓу другото, пишувал: Во сегашниот случај, наместо подавање ноти на Бугарија и масовни апсења и заплашување на населението во Македонија, подобро ќе биде да се проследат настаните кои што дозволиле на тој агент на Македонскиот комитет да дојде во Југославија и да се движи слободно, додека не ја исполни својата мисија. Ако тоа покаже дека југословенската власт е безпомошна да ги заштити своите поданици преку своето оружје и интелигенцијата на своите агенти, тогаш мислата дека таа треба да се помири со македонците добива навистина голема сила. Германскиот Frankfurter Zeitung се обидел да навлезе во суштината на македонското прашање и пишувал: Атентатот во Скопје повторно го привлече вниманието на Европа. ВМРО, која постои 39 години наназад, продолжува да ја развива својата терористичка дејност и покрај сите обиди на југословенските власти да ја уништат. Меѓутоа, прашање е дали сето тоа кое се извршува од Белград во Македонија помага да се присоедини кон новиот државен сојуз, едно од десетлетија наназад задоено со револуционерност население. Статијата под наслов «Македонскиот тероризам» во весникот Ломатен уште повеќе навлегла во суштината на терористичките акции на ВМРО и во неа меѓу другото се истакнува: Не е доволно да се проучуваат само крвавите дејствија на македонските чети, но е потребно да се стигне до длабочината на прашањето, да се анализираат неговите скриени и длабоки причини. Како и по турското владење, заклучува револуционерната организација, и денес македонците се борат за своите народни права и за политичка автономија, и бидејќи сите легални средства за успех на таа борба, како правата за собрание и издружување, слобода на печат, слободни избори, им се одземени, тие се принудени да одговорат на теророт со терор. За да покаже колку е важен за српската власт, на деновите кога требало да биде организиран погребот, српската власт во Скопје наредила дека тоа е неработен ден. Ги изнела од училиште сите ученици, средношколци, администрација и сите биле должни да отидат на погребот на Велимир Прелич. Дури бил испратен венец и лично од самиот југословенски крал Александар Караџорџевиќ. Во траурната поворка која што одела кон скопските гробишта, имало и голем број на српски четници кои што се докажале во борбата против внатрешната македонска револуционерна организација. Во исто време, додека се држале пламени говори на гробот на Велимир Прелич за тоа дека ќе се осветат за убиството на Велимир Прелич и дека ќе ликвидираат конечно ВМРО, македонската емиграција во Бугарија во весниците го величала според нив подвигот на Мара Бунева и убиството на еден таков злосторник како што бил Велимир Прелич. На големо се пишувала дека таа е македонската Јованка Орлеанка, дека таа е чедо на измачената македонска земја, дека примерот на Мара Бунева треба да го следат и другите членови на внатрешната македонска револуционерна организација. Значи, неговото убиство е еден добар показател за тоа што мислат во организацијата за српската власт. Бидејќи, знаете како, организацијата се обидува на два начина. Едниот начин е преку легалните мерки. Значи, тука зборуваме за интелектуалното крило, за членовите на задграничното представништво, кои што се многу активни, кои што пишуваат декларации, апели, барања до Лигата на народите, до различни држави,
зборувам за државите од големите сили, каде што бараат решавање на тоа македонско прашање, правото на автономија. И секогаш се начекани на нож, секогаш едноставно се ставени некаде на страна, односно на маргините од случувањата, иако скоро на сите големи конференции има представници на македонците, на организацијата. Вториот начин на действување е токму тој, насилниот, нелегалниот пат, меѓутоа, кога човек е доведен до работ, тука не постои простор за компромис. Атентатот врз Велимир Прелиќ бил сериозно предупредување за српската власт во Македонија. Безбедносните служби на кралството на СХС започнале да подготвуваат план за обезглавување на ВМРО. Шефот на државната безбедност, Жика Лазиќ, наредил да се ликвидира лично Иван Михајлов, членот на Централниот комитет на ВМРО. За таа цел се барала погодна личност, која можела да му се приближи на Михајлов и да изврши атентат врз него. Српската државна безбедност тој лик го препознала во Иван Момчилов, македонски емигрант во Белград, кој своевремено бил и член на Бугарскиот земјоделски народен сојуз на Александар Стамболиски. По 5-годишна работа се здобил со голема доверба на шефот на државната безбедност, Жика Лазиќ, кој му е доверил тешката задача – ликвидација на водачот на ВМРО, Иван Михајлов, зашто требало да добие и парична награда од 200.000 динари. Во меѓувреме, кај Иван Момчилов се случил пресврт во неговите размислувања и убедувања, но за тоа неговите наредбодавци од државната безбедност ништо не дознале. Во Белград, Момчилов започнал да се дружи со Григор Милчинов од Прилеп, кој бил во тесни врски со ВМРО и му ги пренел информациите на Михајлов дека врз него се прават планови за атентат. Откако Иван Момчилов се согласил да премине во ВМРО, веднаш бил направен план според кој истиот требало до крај да игра улогата на српски агент, кој имал налог да го ликвидира Иван Михајлов. Во моментите кога Момчилов пристигнал во Софија, веднаш тајно се состанал со Милчинов и со луѓе од раководството на ВМРО, за да се договорат како до крај да го изведат планот. На 25. април 1928 година, ноќта на улицата Пиротска во Софија, во еден кварт се слушнале истрели од револвер, викотници, звук на автомобил, пошто се смирило. Жителите на околните куќи помислиле дека повторно се работи за некој атентат на ВМРО, што станало секојдневје во главниот град на Бугарија, додека новинарите и полицијата ништо не дознале. По известно време од овој настан, на 28. април, Иван Момчилов успел да побегне во правец на границата, каде им го открил идентитетот на пограничните служби и ги известил дека го ликвидирал Иван Михајлов, водачот на ВМРО. Во Белград владеел голем интерес на државните функционери да се сретнат со Иван Момчилов. Тој се сретнал со министерот за внатрешни работи Антон Корошец, а разговарал и со председателот на Српското четничко здружение Бирчанин. Српската власт се интересирала зошто немала никакви информации од бугарските весници за убиството на Иван Михајлов, на што им одговорил дека настанот се криел за да не предизвика бура во ВМРО и кај бугарското општествено и јавно мислење. Додека траело тоа надмудрување помеѓу српската власт и ВМРО, Иван Момчилов му испратил писмо на Михајлов, во кој го информирал дека ќе го активира вториот дел од планот, за кој веројатно многу малку луѓе знаеле што содржи. На 13. јули 1928 година, Иван Момчилов бил примен во кабинетот на шефот на Српската државна безбедност Жика Лазиќ. Започнал разговор и Лазиќ се интересирал за поединости околу атентатот врз Иван Михајлов во Софија. Во еден момент, неочекувано Иван Момчилов од левиот ракав со голема брзина извадил малокалибарски револвер и почнал да пука кон изненадениот Жика Лазиќ. Благодарение на работната маса и под среќни околности, шефот на Српската државна безбедност бил ранет во пределот на увото и една лесна рана во пределот на главата. Пред да влезе личното обезбедување на Лазиќ и да стори што било, Иван Момчилов се самоубил. Со овој обид за атентат врз Жика Лазиќ, несигурноста кај српската власт уште повеќе се зголемила, затоа што ВМРО покажала дека покрај атентатите во Македонија можела лесно да посегне по животите и на невисоките српски државни функционери, и тоа во најобезбедуваните институции на системот. Иван Михајлов останал жив, а по овие случувања и неуспешниот атентат врз Жика Лазиќ,
прашањето за безбедноста во кралството на СХС и понатаму представувала најгорлив проблем. Поради чувствителноста на прашањето, српската власт не му дала голем публицитет на овој настан и го прикрила, додека ВМРО како организација го поставила името на загинатиот Иван Момчилов високо во пантеонот на незините загинати атентатори и борци, кои ги представувала како саможртви за слободата на Македонија. И многу е важно во овој период, во овие премрежа, во меѓувојниот период, кога македонците, членовите на ВМРО и започнуваат преговори со Степан Радич, тој е лидерот на Хрватската републиканска селанска партија, каде што има два концепта на борба. Од една страна, преговарач од страната на ВМРО е Наум Томалевски, од другата страна е Степан Радич, каде што се судираат два концепти. Од едната страна е Томалевски, кој што ја оправдува таа борба, тие акции, воинствени акции, односно оружјето за остварување на идеалите, а од другата страна е Степан Радич, кој што тврди дека единствен начин за да се действува легално е преку рамките на системот. Само што разликата во овие два случаи е што и македонците, и хрватите се чувствуваат обесправени заради српскиот централизам, односно во кралството на СХС, со тоа што хрватите се признати како посебен народ, меѓутоа не им се достапни во тој период на високите државнички функции. Македонците се нешто сосема друго. Значи, тие се негирани по сите основи, прогласени се за јужни Срби, Македонија не смее да се биде ослободена како Македонија, туку како Јужна Србија, односно Вардарска бановина, и токму заради тоа и различниот начин на действување. Ваквата состојба Македонија ја претвориле во војна област, во која постојано се случувале бомбашки напади, динамитни атентати, ликвидации на поединци на српската власт, напади на важни геостратегиски објекти, железнички линии, мостови. Српската власт одговарала со репресивни мерки, апсења, убиства, затворање на сомнителни лица, како и обиди за уништување на организацијската мрежа на ВМРО. Македонија под српска власт била подраче од кралството на СХС, каде безбедноста била на најниско ниво. Таквата нарушена безбедносна состојба го свртила вниманието на европската и светска јавност кон нерешеното македонско прашање. ВМРО со својата атентаторска и терористичка дејност се до незиното расформирање во 1934 година била главната македонска организација која го загрозувала територијалниот интегритет на кралството на СХС и била пречка за целосно спроведување на српската државна политика во Македонија под српска власт. Од друга страна, српските безбедносни служби постојано нагласувале дека ВМРО ја имала поддршката од бугарската држава и дека таа немала македонски карактер, туку била продолжение на претензиите на владата во Софија кон давањето бугарски национален белег на македонското прашање. ВМРО се до незината забрана се декларирала дека е автохтона македонска организација и дека незината цел била создавање автономна или независна македонска држава и декларирала дека својата цел ќе ја оствари преку пропагандна активност, но и вооружена борба, од која еден сегмент отпаѓал на атентатите.